помилуj. Свой свет нам изунишурила, Бога суверена, сестра Божи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За блаженейшиот наш епископ Стефан, за честното свещенство, Христа и апостол, за силните и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За лучестивиот и скорбив народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За Бога, преподносите Него и секој пријатели противни, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој град, за секој град, земја и сите кои живеат во со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благодатен Господ, се изгубили на земја плодови за видни времења, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За нешто благодатна страда, за здравење цивилно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избавиме од секоја тагане и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, защити не спаси, помилуј запаси ме со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомувајме пресветната пречистена благословена славната Исусе наша, Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе дето силот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи. Амин. Боже, Боже мой, Бог мой, милостивый, устроил меня си, молитвами Богородици, спаси, спаси нас. Дальше спасения моего, слово сорок, покладени мои, молитвами Богородици, спаси, спаси нас. Боже мой, возопни, услышишь в ночи, разумие мое, Молитвами Богородици, спаси, спаси нас. И же во святем живешь хвалу Израилева, слава Отцу и Святому Духу и Христове, Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. молитвами Богородици, спаси, спаси нас. Патри миру Господ, помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресветлую, пречистую, преблагословенную, славную Исусу нашу Богородицу, Христу Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи. Амин. Божи, Ти, аллилуйя. Истине Божи, Ти, аллилуйя. Сини, Сине Божи, Отцу и Сину и Святому Духу,
minje i prisno i vo veki vekov. Amin. Jedinorodni Sine i Slovem Boží, besmrten si, zolim i spasenija našego radi, pohotiti sja od Sjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji. Nepreložno vo človeči visja, rastizjaže Hriste Bože, smrt. Amin. Din si Sjatija Trojci, ostavljajeni Otcu i Sjatomu Duhu, spasi nas. Gospodi pomiluj. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nas Bože, Tvojej blagodatiju. Gospodi pomiluj. Sveti, prečistri, prebлагословени, славну Владичицу нашу Богородицу Христу Деву Марiju, со всеми святими помилуше, сами себе и друг друга, и век живот наш Христу Богу предадим. Бег, Господи. Amin. Gospodi, ljudi Tvoja, blagoslovi dostojanije Tvoji. Slavni Hristijano naši, nasluhani Ti ja daruja. Žiteljstvo. Gospodi, ljudi Tvoja, blagoslovi dostojanije Tvoje. Se slavni Hristijano naši, sohrani Ti ja daruja. Tvoje suhranja, Tvojim žiteljstvo. Gospodi, ljudi Tvoja, blagoslovi dostojanije Tvoje. Veli se, pravoslavni Hristijano naši, sohrani Ti ja daruja. Žiteljstvo. Otcu i Sinu i Svatomu Duhu, i minje i prisno i vo veki vekov. Amin.
Господи помилуј. Обезумили Бог мудроста на овој свет.
и Божја Алелуја, алелуја. Благослови Владико, благовеститело на светиот апостол и евангелист Јован. Помолите на светиот славен, светлен апостол и евангелист Јован, да ти даде тебе благовестен Господ твоја сила за исполнување на евангелието на својот проклет Син, Господ наш Исус Христос. Премудрост, просим да го изслушаме светото Евангелие. Ви Твоему. И се чита од светото Евангелие според Јована. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во на време првосвещениците и старешините народни направија своје против Исуса за да го убијат и го одведоа пред Пилата велики, земи рацни го. Пилат им рече, земете го ви и размете го, и јас не наоѓам го вина. Јудејците му одговорија, ние имаме закон и според нашиот закон, он треба да умре, зашто самиот се направи Син Божи. Кога чу Пилат овој збор, кој се уплаши, пак влезе во студницата и му рече на Исуса, откаде си ти? Но Исус не му даде одговор. Пилат му рече, мене ли не ми одговараш? Не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам? Исус одговори, ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од озгора. Штом го чу овој збор, Пилат го изведе Исуса надвор и седна на судскиот стол, на местото кое се вика Литостротон, а по-еврејски Гавата. Тогаш беше петок пред Пасха околу 6 час, и им рече Пилат на јудејците, еве го вашиот цар. Но тие вика, земи расни го. Пилат им рече, царот ваш да го раснам. Правосвещениците одговорија, ние немаме цар освен императорот. И тогаш им го предаде за да биде раснат. И го зедоа Исус и го поведоа и носејќи го својот крст, он излезе на местото кое се вика Черепница, по-еврејски Голгота. Таму го раснат, а со него и други двајца од едната и од другата страна наследи Исуса. Пилат пак напиша и напис и го постави на крстот, а беше напишано Исус Назорецот, царот јудејски. Овој напис го чита мнозина од јудејците, бидејќи местото каде што беше распнат Исус беше близу до градот, а беше напишано на еврејски, грчки и латински. При крстот Исусов своја мајка му негова и сестрата на мајка му Марија Клеопова и Марија Магдалина, а Исус што ја виде мајка си и ученикот кого го љубеше, како стои и рече на мајка си, жено, ете ти син. Потоа му рече на ученикот, ете ти мајка, и од тој час ученикот ќе седе при себе. А по ова знаејќи Исус дека е свршено, и он како ја наве на главата го предаде духот. Бидејќи беше петок јудејците за да не останат телата на крст во саботата, од и таа сабота беше голем ден, го замолија Пилата да им ги прекршат колената и да ги симнат. Тогаш дојдоа војниците и му го прекрше коленото на првиот, како и на вториот што беше распнат со него. А кога дојдоа до Исуса и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекрше колената, но еден од војниците со копие му го прободе
и најдеш истече крв и вода, и кој биде посведочи, и сведоштвото истинско. Мир на тебе, што ми благовестеше. Господи, слава Тебе. Да речеме сите од света душа и од света наша помисла, да речеме Господи, помилуй. Господи, сите чисто Божа наша законци, и се молиме, че ми помилуй. Господи, помилуй. Боже, по Твоята голема милост, се молиме, че ми помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Амин. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи. На светост нормален живот, самети Господи, успокои душите на починатите Твои слуги, слушко и доти, уместо светло, место лажно, место мирно, кај што нема покажа и лодничка, како добри човек полюбен Бог, прости всеко прегрешение, направи излоз Бог и родин помисла, зашто нема човек кој живеел, а не грешил, и веќе ти си едите пред Твојата правда е вечна правда и Твоето слово е вистина, зашто Ти си воскресени и живот и покој, на починатите Твои слуги душко и доки Христе Боже наш, Тебе слава и вознесуване со безбожение Твој Отец, со пресветите Ти блаженство Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи, помилуй. Помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи.
помилуj. Nek spasi, pomilуj, запаси ме во Твојата благодат. Господи, помилуй. Амин. во своето царство постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Блаженешниот Господин и Отец на Стефан митрополит Московски, архиепископ Охридски Македонски и на Јустинијана прва, честното свештенство Христа дјаконство и сиот монашки да ги спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови.
Амин. Благочестни християни, што стоите тука се молите, чекате од Бога голема милост, да ви спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Alleluia, alleluia, alleluia. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква тајна и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, защити ме, спаси, помилуй, запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуй. Целиот ден совршен, светли и безгрешен, го просиме од Господа. Дай, Господи. Ангел на мирот, да рекори пречува на нашите души и тела, просиме од Господа. Дай, Господи. И разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Подай, Господи. Се што е добро и полезност на нашите души, и мир во светот, просиме од Господа. Подай, Господи. Останатото време од нашиот живот да опоминеме и покаяние, просиме од Господа. Подай, Господи. Христијански крај на нашиот живот безборен е посремен мире и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд. Просиме. Подай, Господи. Силајте пресветата пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе еден друг, и силот на живот на Христа Бога, да го предадеме. Тебе, Господи. Амин. И духови Твоему. Да се сакаме со друг, да со едnomислие, да исповедаме. Отца, Сина, Духа, единосушную, неразделную. Верувам во единиот Бог Отец, Творец на небото и на земјата,
се видливо и невидливо, во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, роден во рода Отца, рекови, светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, единосушен, кого се станало, кој заради нас, луѓето, ради нашето спасение, слезе од небото, ти, Дух и Марија Дева и стана човек. Понти Пилат и беше погребен. Тиот ден според писмото и се вознесе на небо, на одесно Отца. Пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство има крај. Кога се поклонуваме Сина, сите на света, соборна и апостолска црква, исповедуваме едно крштение, не најдете. Го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Смира, жетву хваленија. Сјат, Господ Саваоф, Бо и земја, слави Твое јас, Осана во вишни, благословен гради во имја Господије, Сана во вишни.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Да не истрпи божествената благодат и дарот на Светиот Дух, да се помолиме. Господи, помилуй. За да се избавиме од секој фатален и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуй и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуй. Подай, Господи. Подай, Господи. Подай, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа.
Тебе, Господи. На небесие, да святи се име Твое, да биде царствие Твое, да буде воля Твоја. И не воведи нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Амин. И духови Твоему. Благодатия Господеви приклоните. Амин. Един Господ Исус Христос, во славу Бога Отца. Амин. Сине Божи, прими ме за учесник, зашто нема да ја откријам тајната непријатели, ниту ке ти дадам целив, како Јуда, како Рамико те исповеда, спомни си за ме, Господи, во што е вечна милоста не
Господарите го Господарите, алилуја, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Ми чудеса, алилуја, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Небото, алилуја. И Светиот Дух. За мене Господ не ми дава со ништо да се хвалам освен со крстот на Спасителот наш Исус Христос. Апостол Павле, учејќи галатјаните со што да се хвалат, вели за себе, за мене Господ не ми дава со ништо да се хвалам освен со крстот на Спасителот наш Исус Христос. И навистина со крстот на Голгота, светлина која го осветли целиот свет, крвта пролиена на крстот од Спасителот на Вселената, изби човековите гревови и ги очисти луѓето од проклетството. И така честиот крст даде на светот нов живот, кој води кон Бога и блаженство, па затоа, драги браќи и сестри, нашата црква е на крстот кој се поклонуваме паметно, бидејќи крстот е хранител на вселената, крстот е украс на црквата, крстот на верните одбрана од секако зло. Крстот е слава на ангелите, крстот и на нам сите е символ на секоја среќа и награда. Па затоа, кога да работиме или јадеме, треба да се прекрстиме, значи праведно е да христијанинот секогаш и пред се со крстот да се хвали, како што тоа го прави и Божиот апостол Павле. Но има луѓе кои се хвалат со својата мудрост или убавина, со своето јуначество или богатство, со своето големо знаење, но таквото правење е лошо и го лути Бога. Како се хвалил Навуходоносор со својата царска сила и власт, па затоа Господ го избракал обредот човечки и го сврстал пред очите на животните. Така се хвалил и цар Ирод, па затоа душата испуштил во преголеми маки. И навистина, со што има да се хвали човекот кој останал од земја и во земја се врати. Ништо значи не е наше, бидејќи Бог од нас поставува се она што е добро, па затоа и вели да без Него не можеме ништо да правиме. Но ако сакаме да одиме по Него, слушно да го следиме Неговиот живот и да се спасиме, когаш вели треба да се откажеме од себе, како земеме крстот свој, па да одиме по Него. Значи да се откажеме од светата на овој свет и да со смирност и благодарност уживаме во сите радости и трпливо да ги поднесуваме жалостите кои ни се случат, да ги го одржуваме и ограничуваме нашите телесни желби и наклонности. Но некој ќе рече дека тоа е невозможно, толкова смиреност, бидејќи каде е да застане човекот титула на искушение, кои му го окренуваат желбите и го будуваат страстите. Кој не знае дека овој свет има и други почести, после да се допаѓа на луѓето, тој не досел својот крст. Заборавајте дека е Син Божи и дека најнапред треба на својот
нашата соствата и на нашето грешно земно уживање проти нашето земје го жртвуваме, како Спасителот проти нас го жртвува. На секое спаси Боже, помогни ни Боже, помилуј, опрости ни Боже и на секое памати Боже, го става на себе си светиот знак крстот, како печат на својата вера. Со крстот, по 3 крста, се познаваат православните христијани. Тој е единиот знак на кој ја исповедаме својата вера. Ако е крстот знак на разпознавање и легитимација на православните христијани, којдалку не може да биде. Тогаш мораме да признаеме дека бројот на православните кај нас многу се намали. Не е збор само за возрастните, туку научите и за децата, веќе многу деца на православни родители не знаат да се прекрстат. За децата денес се посветува голема грижа и посебно воспитание. И во поглед на искрена и обекување, здравствена заштита, забавни игри. Направено е и се прави многу за децата. Но православните родители треба озбилно да се вложат со еден проблем, кога се опрашање децата. Тој проблем е веспото воспитание на децата. Негрижата и равнодушноста на многу родители овој поглед е очигледен. Тие не само што не ги праќа своите деца нека од црква, туку не сакат и колку да се поближат и ги научат своите деца да се прекрстат, зар уште не увиделе и зар треба посебно да ми се докаже дека религиозно, моралното воспитание е единствен и вистински основ на воспитанието. Во нашите села и градови, во многу цркви светат крстот, знак на непобедливата Христова црква. Боже, дај да тој знак засветли во нашите души и да даде многу оладени срца, да тој свет знак повторно биде заштита и помош и символ на христијанската победа. Господе Христе, се поклонуваме на Тебе и на Твојот крст. Амен. Amen. Со здрав Божи, вера и љубов представете. Овен гради во имја Господне, Бог Господи јави сјана. Во Христово примите искосника безсметна го вкусите и видите, јако благ Господ. Алилуја, алилуја, алилуја. Тело Христово искосника безсметна го вкусите и видите, јако благ Господ.
Telo Hristovo primite isposnika besmrtnago usite i vidite jako blag Gospod. Primite isposnika besmrtnago Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lo Hristovo primite isposnika besmrtnago vkusite, primite jako blag Gospod. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Stovo primite isposnika besmrtnago vkusite i primite